не сум задоволен. Овде сум на онкологија, персонал нема, и значи нема лекови, нема средства. Во 8 септември имав вградено порт, сега ми го извадија за пушен, треба да го платам на приватно, додам 200 еври, а 50 пати сум крводарител. Значи, условите кај нас се катастрофални. Учени од кадар отиде во странство, овде сум на онкологија 3 години, значи и тие што овде работени земат минимална плата не се задоволни. Кога они не се задоволни, толку ќе биде услугата. Колку пари, толку музика. Што вика, тоа е. Се случило никогаш да бидете вратени, да не бидете примени воопшто на некој од клиниките? Па не сум досега вратен, има колеги кои се вратени, така да не е добро. Секогаш излегуваат во прв ред, сега не можам да кажам дека не сум задоволен, пошто тие што сме од подалечниот крај, јас сум од источниот дел Делчево, не оставаат, а тие што се во Скопје за наредниот ден. А овде во радиологија тоа е катастрофа, сакам да кажам и за тоа. Знаеш, за една снимка доаѓам 3 пати од Делчево овде. Човекот го прашувам што правеше, на истото сниме томографија, за 2 сати ја зема снимката, јас се враќам, ми остават телефонски броеви, звонам, не ги креват. Доаѓам овде, отидов таму, звонам на телефоните за урзата линија, ги гледам преку прозор, не ги подигат, и му викам на господинот, зошто се не вика цела Македонија звони, како звониш кога те гледам со очи, шо ова? И станав агресивен. И за 6 минути ми го дадоа CD-то кога станав агресивен. А цел месец чекав. 3 пати доаѓав. Тоа е срамота на радиологија, не си ја гледат воопшто работата. Значи тоа е катастрофално. Сега, како да кажем, се подмито, некои со пликови пари фрлат преку ноќ насите лекарства. Се знаете што се случи пред 2-3 години овде. Лекарствата ги продавааше на косоварите. Нас тука не знам што сме примале. И тоа е тоа.